6,6 милиони денари од ставката образование од буџетот за 2017 година се предвидени за инвестиции во образованието годинава. Останатите околу 8,5 милиони од вкупно предвидените 15 ќе се искористат за различни проекти во образовните институции. Ова е планот на надлежните со кои имаат намера да ги подобруваат условите во училиштата во градот и околните населени места. Продолжуваме инвестициите во образованието. Избран е најдобар понудувач за реконструкција на уште една училница во подрачното училиште во село Клуковец. Тоа значи од денеска почиња реконструкција на 30 квадрати за уште една училница која ќе биде ставена на располагање на учениците од тоа населено место. Исто така, само да ве потсетам дека со помош на Министерството за образование се изврши целосна реконструкција на гимназија Кочо Рацин, на основното училиште Свети Кирил и Методи. За двата проекти се потрошени повеќе од 37,5 милиона денари. Поголем дел од училиштата добија нови системи за затоплување. Локалната самоуправа има намера секаде каде има потреба да ги надминува евентуалните проблеми со грејењето во училиштата, тоа да го постигне. Целосно е реконструирана котларата во средното Димитрije Чуповски во гимназијата Кочо Рацин. Реновираниот топловоден систем овозможува подобри услови за настава за над 1600 средношколци. Затоплувањата ни беа еден приоритет кој го стартувавме уште од самиот старт на локалната самоуправа и јас како градоначалник, па така извршиме реконструкција на топловодните системи во Васил Главинов, Благој Кирков, во Влаже Коневски, секако Благој Кирков, тука се и Джинот и Мацов Чарова. Додека во основното училиште Васил Главинов поставивме и лифт за инвалидни лица, адаптиравме еден од тоалетите за лица со посебни потреби, инвестиција вредна повеќе од 35.000 евра. Токму, ова е начинот на кој продолжуваме и во иднина. Од локалната самоуправа велат дека предусловите за успешна настава, поквалитетно образование и напредок на децата остануваат еден од приоритетите во работењето.